Во индустријата во која често доминираат студија со огромни буџети во Холивуд, влегува мало македонско студио за анимација со амбициозна агенда. Посветен тим на уметници, сценаристи и аниматори во студио со седиште во Дебармало во Скопје, V-House Animation, создаваат анимирани серии за светскиот пазар. Извршниот директор на компанијата, Дамјан Митревски, за Гласот на Америка на македонски го опишува процесот. Прво се создаваат на хартија со едноставен опис. После тоа процесот е арт директор или концепт артист ги црта за да ги видиме визуелно, да можеме да ги развиеме. После тој развој од цртање се пренесува во 3D, кај што почнуваме да ги моделираме и така натака, за да стигнеме до финалниот производ, а тоа ќе биде 3D тоа комплетно со текстури и така натака. Митревски особено се гордее со фактот што тие се пионери во државата во индустрија каде што се доминантни големи играчи како САД. Во Северна Македонија речиси да не се продуцираат меѓународни серии, вели тој. За жал нема премногу места, институции во државата кои што може да им овозможи знаење на 3D, речеме конкретно ние тоа што го работиме кај нас, и тоа на ниво на кое што ќе биде стварно добро за да можеме да работиме интернационални проекти, и секогаш повеќето луѓе што доаѓаат се самоуки, кои што се желни да научат, имаат голема желба да станат артисти, 3D артисти. За наша среќа, нели за среќа на државата, за сите компании што се во државата, постојат такви луѓе и тоа е единствениот начин да дојдеш до артисти во Македонија, меѓутоа и друг начин кој што и ние го правиме, и други компании го прават. Сме имале курсеви, да речам, кои што ние сме обучиле луѓе за да можат да стигнат до ниво на кое што може да ги компанијата да ги искористи. Агент 203 е првата 3D анимирана серија, која се состои од 26 епизоди во првата сезона и е наменета за деца на возраст над 7 години. Директорката за комуникации во продукцијското студио V-House Animation за Гласот на Америка вели дека по успехот на првата сезона започнале да ги подготвуваат новите епизоди од втората сезона. Целата серија, значи идејата за серијата произлегува од нашите колеги од Video House студиото, значи првите сценарија за првите епизоди произлегуваат од нас, идејата за карактерите, како тие да се формираат, нивната изработка, значи она што го викаме ние character development и создавање на самите ликови. И она што посебно интересно е дека кај нас го имаме првиот режисер на анимиран серијал. Серијата успеавме да ја продадеме на RTL Plus, односно на нивните собственици на Дизни. Таа веќе е преведена на речиси сите европски јазици, може да се најде на каналите на Дизни и е прилично популарна од она што можеме да го забележиме од фидбекот што го добиваме. Таа додава дека анимираната серија, освен што е создадена за деца, истата е наменета и за нивните родители. Создаваме производ кој што го комуницира на неколку нивоа, што е посебно провокативно и предизвикувачки, бидејќи во суштина кога ќе кажете анимиран филм, цртан филм или анимирана серија, пред се мислите ова е за децата, но всушност треба да се најде јазикот со кој што ќе се искомуницира и со нивните родители или со нивните блиски со кои што тие ќе отидат во кино или ќе седнат дома пред телевизор да го гледаат. Значи треба да се најде спојка за 2 или 3 комплетно различни генерации и тоа да биде забавно, привлечно и интересно за сите нив. Ова релативно мало македонско студио има и други значајни проекти во своето портфолио. Соработката со светски познати продуцентски куќи ги ставило на мапата во индустријата за анимации со Пајни, Осамената Елка, Тарзан и Джейн, Елена од Аволор, Челичниот Макс и многу други.